Моето име е Горан Гроздановски, живеам и работам во Тетово, се бавам со адвокатура. Во адвокатурата сум речиси 1 деценија. Адвокатурата ја сметам за многу благородна професија, заради тоа што се грижи за човековите права и слободи, а посебно за основните права на поединецот со кои што адвокатурата ги штити. Еден од начините на кои што одредено право може да биде прекршено е дискриминацијата, која што ќе биде и специфична тема на анализа денес за нас. Дискриминацијата ќе ја анализираме низ 5 нивоа на комплексности и тоа ќе разговараме со ученик, тинејџер, уметник, социјален работник и граѓански активист. Здраво, добро ни дојде. Дали можеш да ни се представиш? Да, јас сум Надја, имам 10 години, учам во основното училиште Блаже Коневски, одам на балет и во слободно време сакам да цртам или да читам. Супер, балерина. Надја, дали знаеш зашто сме овде и зашто ќе разговараме денеска? Па не. Дали си слушнала некогаш за зборот дискриминација и дали ти значи тоа тебе нешто? Па не сум го слушнала претходно, ама како што го слушам, вака ми звучи на некој начин на неправда или слично. Браво, токму тоа. Би сакал да ти кажам дека дискриминацијата представува состојба во која што на некому нешто му е дозволено да го прави, а на некому не му е дозволено да го прави, и покрај тоа што и двата личности имаат право на такво нешто. Дали ти е малку појасно кога ти го кажувам ова? Па да, појасно ми е. Дали можеш да ни кажеш некаков пример со кој што си го видела кога на некому му е дозволено нешто, а некому не му е дозволено? Тој имам брат и тој е поголем од мене и некогаш тој седи напред. Тоа е можеби фер затоа што е поголем, ама мене не ми оди некако фер затоа што јас сакам истото како право да го имам. Супер, баш кажа интересен пример за кој што можем и да ти објаснам зошто, дали можеш воопшто да го сметаш тоа за дискриминација или не. Надја, знаеш дека правата на луѓето се предвидени со закони. Сите тие важат за секого подеднакво. Меѓутоа, има одредени ситуации кога законот предвидува дека некогаш некој треба нешто да прави, некој не треба да прави нешто. Например, ти си мала и заради твоја безбедност е предвидено да седиш позади во возилото. И токму поради тоа, тука фактички си ти во привилегирана позиција. Значи, тоа не би можела да го сметаш за дискриминација. Значи, дискриминација е нешто што тебе ќе те стави во понеповолна положба кога не треба да биде така. Надја, ми кажа дека си петоделенка, значи, одиш во училиште. Дали во училиште има такви примери? Дали сите подеднакво ве гледаат и сите меѓу себе подеднакво се гледаат и се почитувате? Па сега во петто оделение да, ама од кога почнавме веќе во прво и секако сме и помали деца, имавме едно другарче со поинакви потреби, за која јас мислев дека е нешто лошо и го одбегнував и сега тоа воопшто не ми се допаѓа што сум го правела и сега сме многу добри пријатели, многу го сакам како пријател. Мојот другар е многу весел и секогаш сака да е тивко во просторијата затоа што не му прија да има многу бука и затоа што нашето оделение, да кажам, попесно и често викаме и такви некои слични работи. Другар ми ги запнува ушите, ги става прстите на нив и така сме приметиле дека тоа не му се допаѓа. Исто така е активен, многу брзо трча, сака да скока, потребно му е да се раздвижи после училиште и не може да го издржи цел час, затоа наставничката му дозволува секако да излезе, да се истрча низ ходниците и така. Како што растев, многу го засакав тоа дете како пријател, како многу добар пријател. Знаеме дека е весел и секогаш сака да игра нешто. И повеќе побаво се чувствува со девојчињата, како што можам да приметам, затоа што сме многу добри пријатели со него. Девојчињата многу го сакаат и машките го прифаќаат, ама сепак со девојчињата има побави односи. Сакаш да кажеш како што подобро го запозна
твоето другарче така свати дека хендикепот што го има, значи не е причина да не се дружиш со него. Да, и сега сите од нашето оделение го прифаќаме како еден од нас во оделението. Ова што го кажа Надја е навистина прекрасно нешто, бидејќи прво ни разби едно табу. Значи не треба да се плашиме од непознатото и различното, напротив треба да го запознаваме и да бидеме поблиски до тоа. А од друга страна ни кажа како може ставот да ти се смени да еволуираш во подобра личност. Значи ти благодарам на учеството, Надја. Овие работи што ги кажа се прекрасни и се надевам дека и други како тебе млади девојчиња и деца ќе ги применуваат. Здраво. Здраво, здраво. Како си? Супер. Можеш ли да ни се представиш и да ни кажеш дали знаеш зошто си овде денеска? Јас сум Тадеј, учам во Орце Николов средно училиште. Прва година сум, тренирам кошарка во МЗТ, скијам, трчам и понекогаш учам. Се шалам. Во школова е толку сериозно и програмата е добра што морам да учам секој ден. И денеска не сум баш сигурен зашто ќе зборуваме. Немаш поим зашто ќе зборуваме денес. Немам поим. Значи денес ќе зборуваме за дискриминација. Познат ти е терминот, познато ти е што значи тоа? Па, дискриминација е кога некој има, би кажал, нешто против некој друг човек, односно го дискриминира, го отфрла, поради некои негови карактеристики или различности од неговите соученици или луѓе од неговата околина, средина. Имајќи предвид дека имаш познавање за тоа, некои основни познавања за тоа што представува дискриминација, кажи ми некој пример. Дали може да ми посочиш некој пример? Пример, јас лично не сакам турбофолк и има многу посебно Македонија, сега е тоа, не знам, некој хит валја и сите во моја средина слушаат турбофолк. Не дека ги дискриминирам, ама сум на некое растојание од нив и би рекол дека нема ништо што би ме направило да се дружам со нив, зашто не се како мене. Тоа е еден тип на дискриминација, ама ако некој човек не ќе се дружи со некој зашто е друга вера или е друга боја на кожа има. Во Скопје немам поточно другари од друга вера, а во Струга, за среќа имам баба и дедо. Цело лето го поминувам таму и имам многу другари, Максут, Суат, Ернес, Имер, Дино и многу други, и со сите сме окей. До сега не си има случајно некој случај да се дискриминира некој, сите немало случај да каже некој ја неќам со овој да се дружам. Него сите сме на ист левел. Значи, со тие другарчиња што ги збориш, си се дружиш, се гледате подеднакво, никој никого не го разликува заради тоа што едниот е муслиман, христијанин или од една етничка припадност или друга, значи едноставно сите сте еднакви во вашето друштво, така? Така. Дали тоа влијае врз тебе? Значи да го смениш мислењето за тие деца, да го ограничиш дружењето со нив, дали тоа ти представува проблем, бариера некоја? Значи дали ти е можеби незгодно дека некој друг ќе те види дека се дружиш со нив или на било каков начин ти го ограничува можноста за дружење? Не ми е гајле ако некој помисли нешто, што ја одбирам со кој се дружам. Значи тоа е суштината на дискриминацијата, баш ова што го кажуваш ти. Луѓето како ги третираме и зошто ги третираме така. Мило ми е што немаш предрасуди према сите тие основи кои што може да бидат основ за дискриминација. Прво, треба да тргнеме од себе и да ги тргнеме предрасудите, само така може да се бориме против дискриминацијата. Бидејќи ако ние лично не сме раскрстиле со дискриминацијата, не можеме да бараме некој друг да го направи тоа. Така, значи многу е битно околината во која што функционираш и живееш, значи да самиот себе и ти околу тебе пробаш да ги направиш да бидат како тебе, како што сега ти тоа го кажуваш. Добро. Фала Таде. Фала ви на вас.
Да навлеземе малку поконкретно во темата, како социјален работник, сигурно секојдневно се среќавате со примери за дискриминација. Од тоа ваше искуство, дали може да ни кажете како ја перцепирате, како ја дефинирате дискриминацијата? Така, јас сум социјален работник, имам повеќе годишно искуство во овој домен. Моментално сум координатор на програмата Лице од лице. И да, како дел од оваа бранша се соочувам или сум била сведок на повеќе форми на дискриминација. Дискриминацијата представува кршење на човечките права или во по-експлицитно значење понекогаш е целосно погазување на правата на индивидуата само затоа што таа се поистоветува со колективната група во општеството. Така по пат на генерализирање во индивидуата, наместо да ги гледаме афинитетите на самата личност, ние се насочуваме кон тоа во самата личност да ја гледаме групата во која што таа личност припаѓа или се поистоветува со неа. Во денешно време стварно се соочуваме со повеќе форми на дискриминација, можеби на дневно ниво, но едни од најактуелните теми се дискриминација по родова основа, етничка припадност, како и сексуална определба. Така, значи, споменавте поделба која што се среќава во теоријата. Значи, мене лично во практика како адвокат, значи во мојата работа, најчесто се среќавам кога станува збор за етничка припадност како основ за дискриминација, најчесто се среќавам со дискриминација во ромската популација. Дали вие во вашата работа значи сте го тоа регистрирале и зошто сметате дека тоа е така? Апсолутно, еден од најсвежите примери со кои што се соочив или во списанието Лице во лице е продавач на токму на ова списание кое што не може да се стекне соматичен број, иако станува збор за лице кое што е одговорно, кое што е посветено на работата, во меѓувреме учи курс и сите тие работи кои што ги прави не му се валидни, затоа што го нема она што е клучно во нашата држава, а тоа е пред се да ги добија правата како државјанин и да може да се реализира себе си. Апсолутно. Конкретно, ние како адвокати, значи како изгледа тој аспект, какви действија превземаме, значи знаеш ли дека институциите многу често одбиваат да ги примаат барањата, велики Свесна сум за тоа. Дека тоа не е во наша надлежност, не ти е основано барањето, немаш доволно документи, не можеме да одлучиме, значи воопшто дури во првиот момент не пристапуваат кон разгледување на содржината на тоа по што треба да постапат. Кога тоа ќе му се случи на обичен граѓанин кој што нели не е запознат со правото, а особено на лица кои што се од маргинализирана категорија како ромите, значи овие луѓе понатаму се обесхрабрени и не продолжуваат. Од аспект на социјален работник, дали можеш да ни кажеш што може да создаде дискриминацијата како индивидуа, значи како личности кои што се дискриминирани и какви проблеми може општеството, со какви проблеми може да се соочи општеството токму поради процесот на дискриминација? Така, во овој контекст би кажала дека многу е поважно да се осврнеме, односно фокусот да се стави на долгорочните и трајни последици кои што се случуваат со дискриминацијата, односно на лицата кои што се соочуваат со дискриминација. Па така наместо тие односно нивните капацитети да се искористат во целост, да се земат во предвид или нивните ставови за тоа како тие можат да придонесат во општеството и колку тоа може да биде конструктивно и нивното однесување вклучено во ова. Наместо тоа, тие се соочуваат со омаловажување секојдневно, дури, како што кажа, ни започнување на некои основни постапки за да ги добијат основните права, за понатаму да се реализираат себе си и сето тоа како еден ефект на подолгорочно ниво може да придонесе кон развивање на девијантни однесувања, бидејќи на крајот секој од нас има потреба да ги задоволи основните потреби и ако не на еден начин, тогаш тие ќе се насочат кон негативниот начин или лошиот пат за да ги добијат тие нешто. Со вас малку различен концепт. Уметник,
од лаички пристап, како гледате на дискриминацијата, која е тема, денешна тема, актуелна тема? Тоа е една интересна тема која што не го остава човек мирен, ако е малце свестен за себе самиот и за своето место во општеството. На прво вака кога ќе ми каже некој за дискриминација и за луѓето што се дискриминирани и за нивните права и све, јас секогаш се поставам во ситуација а што тие луѓе што се дискриминирани прават во врска со тоа прашање? Тоа е интересна состојба која што јас некако пробувам да ја изанализирам, бидејќи секогаш тргам од самиот себе и се прашувам зашто некој дозволил да биде дискриминиран. Дали ви е познат фактот дека има многу луѓе кои што воопшто не знаат дека се дискриминирани? Значи, ќе тргнеме од Тоа дали се дискриминирани ако не знаат? Апсолутно. Значи, ако одредено лице не би, значи вака луѓето значи поседуваат права кои што им се основни права, кои што се темелни права, кои што секој ги поседува, како што е право на живот, право на работа, право на образование, така. Една од такви популации на пример е ромската популација. Така. Тие луѓе не можат да ги бараат правата. Зошто? Луѓето значи се обесхрабрени, се во еден лавиринт, доаѓа на шалтер не може да поднесе барање, доаѓа на шалтер не добива информација. Значи ставот на службеникот према него е на дистанца, ригиден е ставот е како да кажам антинастроен. Наместо да биде тој поддршка за него, тој према него како непријател. И кога ќе добие таков печаток, лицето кое што доаѓа на шалтерот, значи во било која институција, значи истиот се обесхрабрува. Значи токму ние сакаме да ги охрабриме дека не треба тоа да се случува. И затоа како што кажавте, треба да се научат луѓето и треба да им се дефинираат тие основни правила за да можат да се ги остварат своите права. Кои се тие нив? Првата дискриминација е кога ќе ги делиме луѓето по било која основа. Така. Човек нема врска како изгледа, што прави, како прави, е човек. Така. И јас не се согласувам дека фамилиите ако се вакви или онакви, тие се, значи, во Македонија се уште основното образование е бесплатно. И јас не се согласувам, тие се необразовани. Може секој кој што сака во овој момент може да се образува и затоа кажав уште на самиот старт, јас верувам во тоа дека секој лично сам треба да се избори за своите права. Ако е необразован, треба да се образува прво и да се бори за своите права. Значи, системот е тука постои, тој да не заштити, но истовремено и да ни става некакви обструкции, така во остварување. Така да, мојата порака е на сите луѓе што се чувствуваат дискриминирани. Прво треба да размислат дали они самите себе си се дискриминираат. Тоа е првата дискриминација која што луѓето и после да ги бараат своите права од другите луѓе. Бидејќи ако ти на сам себе не си дадеш право прво да постоиш, да имаш такво и такво име како што сакаш и да имаш знаење за такво како што ти треба. Не можеш да бараш од некој друг ако прво сам на себе не си дозволиш. Значи со самото тоа што нели кога ви дадов пример и се обратив нив, таа група на луѓе така натаму, значи почувствував дека го свативте како систем дека тие луѓе се дисквалификувани во старт со тоа што се обраќаме дека тоа е посебна група. Така. Меѓутоа не е така. Сега ќе ви кажам зошто не е така. Значи, одредени групи на луѓе, кога ги определуваме и во теоријата и во праксата посебно ние, е од аспект на тоа што им се дава можност да бидат идентификувани. Кога ќе ги идентификуваме, тогаш може да им помогнеме. Маргинализираните групи ги идентификуваме и понатаму ги дискриминираме позитивно. Значи, некогаш им даваме и поголеми права од тоа што некој друг има, а се со цел да ги доведеме на некое еквивалентно ниво. Се согласувам со вас, но за да се идентификуваш, идентификација прво ти треба лична, па ти треба фамилиарна, па да припаѓаш на една група, но пак кажувам, ако ја нема единката, тој е едниот, кој што припаѓа на одредена група, и ако тој сам за себе не е свестен, тогаш не можеш да бараш надвор. Мојот апел е во суштина секој оној кој што се чувствува дискриминиран, прво да седне и со сам себе да има диалог и да каже јас на себе не си дозволувам ова и ова, па после да каже тој не ми дозволува тоа и тоа. Значи според мене ова што го кажавте е една порака. Значи да превенираме, а не да дозволиме да бидеме дискриминирани или било кој да биде дискриминиран. Ви благодарам многу, ми беше мило. Јас ви благодарам.
граѓански активист долго години, сега преседател на НРЦ од Куманово. Значи, дали и како ја приметувате дискриминацијата од ваш аспект, во ваш контекст? Болест, нетрпеливост, разочараност, демотивација. Значи, ние некогаш личиме на ординација. Луѓето доаде, јаат кај нас и си ги кажуваат маките. Ние ги слушаме нивните маки. Ама нивните маки се толку големи, верувајте, што почнувајќи од тоа дека не може да се запишат во блиското училиште, биќе таму имало деца и не може да го направат ромско училиште, тоа училиште, во одредени насови. Од друга страна, не може да се евидентираат во матични книги, бидејќи нивните родители се криви што во тоа време живееле еден во Босна, другиот во Србија, а од друга страна може да биде комплетно контраефект, да направи таква една енергија кај човекот, за да може човекот навистина да започне сами од себе да почне да чита, да се едуцира и да каже, чекај, што ова значи? Шетајќи ни светот, борејќи се за правата на ромите, јас успеав и се видов со Джеси Џексон. Джеси Џексон на таа средба кога се видовме, ми кажа, дете, многу помлад, тоа што го сакаш, тоа што го сонуваш, или тоа што ти е правото, едно запамти, никој нема да ти го даде. Ти мораш да достигнеш и два пати да бидеш подобар од тие што се до тебе. Често пати нискиот степен на едукација и на стручност и професионалност од институциите придонесува луѓето да бидат дискриминирани. Ние адвокатите директно учествуваме во процесот и обидот да ги натераме на некој начин институциите да постапуваат и да не ги дискриминираат овие луѓе. Така, значи, дали е таа дискриминација правена со намера или без намера, сепак постои. Ние ја регистрираме и ние реагираме на тоа. Јас можам да наведам еден многу позитивен резултат кој што сега, например, се случува тековно. Институциите, благодарение на ваквите постапувања, кои што се, да не речам, директно подгурнати со проектот со кој што работиме, значи почнаа да работат. Значи, на некој начин, стихина едукација на тие институции се врши за нивна професионализација и стручност во работењето. Со самото тоа што се обидуваме ние да ги заштитиме луѓето и ги учиме институциите во нивната работа, и тоа е резултат, значи, што се случува денеска. Дали се согласувате со мене? Потполно се согласувам. Всушност, ние имаме премногу бариери, а тие бариери се причина што правата не можеме да ги реализираме иако ги имаме на хартија. Зошто? Едноставно што начинот, пристапот на луѓето кои ја представуваат институцијата, всушност е нехуман. Нема сослушување. Ве слушам вас како кажам, не само струшно, повеќе од струшно. Значи, давате напори тоа на многу поедноставен начин да ме прашате и да дискутираме за оваа појава. Додека, ако отиде еден сиромашен граѓанин, јас во овој случај велам ром, отиде и во една институција и го побаре своето право. Дури на вратата штом ќе се појави и ќе го видат кој е, ќе му каже затвори врата. Значи, ние немаме однос, немаме хуман гест. Иако владата се труди, мислам, луѓето се трудат кои се на одредена власт. Или ќе ви кажам еден пример. Кажуваме на некој човек, за жал, нема да ме сватат погрешно, му велиме, тоа исто сега за ромите, иди оствари си го правото, ама ромот е слеп, не гледа. А вие му велите, абе гледај,
Ама што да гледа кога човекот е слеп? Во овој момент, за да нешто се оствари, треба да е видливо, да имаме буџет, да постои волја, значи волја, и законот да се применува. А од друга страна, мораме стручни лица да ангажираме. А во овој случај тоа сте вие, адвокатите. Мора да ве ангажираме, не може секој човек да се чувствува дека тој може да го реши проблемот низ лавиринтите на законот. Значи, во нашата држава постои специјален закон за дискриминацијата, тоа ми е многу мило, меѓутоа мислам дека тој закон се уште не е влезен во примена каква што треба да биде и да носи резултати какви што треба да носи, така да сметам дека ова ви го зборувам чисто значи од пракса и од примена, значи како сум се обидувал да ги применувам правните норми низ предметите. И токму заради тоа сметам дека и таа е еве и моја порака, се надевам и ваша, дека и државата треба да поработи на законодавството, а нормално институциите и таа политичка одговорност и друга одговорност која што ја споменавте е исто така многу битна.